Новиот предлог закон за високо образование е закон за иднина на државата, квалитет, стабилност и перспектива. Посочи денес премиерот Мицкоски на координативниот состанок кој утрово се одржа во владата, заедно со министерката за образование Весна Јаневска и ректорите од 7 јавни универзитети. Ова не е закон на една влада, туку закон за иднината на државата. Закон кој треба да донесе квалитет, стабилност и перспектива. Мислам дека треба да престанеме со експерименти и да почнеме со системски решенија. Како генерација мора да сме свесни дека ако продолжиме на овој начин да функционираме, ќе ги изгубиме младите. И да не се чудиме зашто илјадници наши млади студираат на универзитетите во регионот. Мора да понудиме квалитет. Ако сакаме да имаме генерации кои што утре ќе ја водат оваа држава. Со импровизирање и со адхок решенија или решенија кои што се креирани само за една мала група на луѓе, не можеме да одиме напред. Министерката Јаневска ги соопшти предностите на новиот закон и посочи дека во неговото креирање се слушнати мислењата на дебатите организирани на сите универзитети и оти се вградени сите конструктивни и аргументирани забелешки. Тој нуди меритократија преку показатели за истражувачка продуктивност, интернационализација и соработка меѓу универзитетите, мерливост на квалитет, видливост на високообразовните установи и наставниот кадар, погодности за студенти и можности за стекнување повисоки знаења преку поквалитетни студиски програми со двојни дипломи, повеќе практичка настава, модуларност во наставата заради посигурно вработување и академска кариера, интензивирање на учеството на бизнес заедницата во дизајнот на студиските програми и нивната евалуација. На денешниот координативен состанок присуствуваа ректорите на сите универзитети во Македонија, кои дадоа поддршка на новиот закон за високо образование. Јас од името на Универзитетот Гоце Делчев би сакал да потенцирам дека кај нас уште од самиот почеток постоеше консензус за потребата за подигнување на критериумите и ги гледавме како еден неопходен и позитивен исчекор. И оваа дебата ја гледаме повеќе, ја гледаме како дебата на амбиција со јасна цел македонската наука да биде препознаена и регионално и глобално. И тоа не е цел сама за себе, затоа што во основа континуираното напредување на наставниот кадар значи континуирано напредување на студентите, подобри студенти значат подобро општество, по перспективна иднина.